Добра вечер, почитувани гледачи. Заедно сме во уште едно издание на Печат. Храната ги спојува луѓето. Турската гастрономија е распространета на Балканот и во нашето поднебје. Многу специјалитети со домакиниле ги конзумираме, исто така и пијалоци кои што ги пиеме, но не знаеме за кои обреди, кога се приготвуваат и како се приготвуваат. Провокација за оваа емисија ми беше еден турски специјалитет ашурето. Ке дознаете како и за која пригода се приготвува. Исто така ќе зборуваме и за некои други специјалитети, а во тоа ќе ни помогне госпоѓата Славка Шех. Ве поканувам да останете заедно со нас, да дознаете повеќе за турските специјалитети и делици. Охриѓанката Славка Шех, сопруга на Кадри Шех, припадник на 10-тото поколение на лозата Пир Хајати, разговараме за посебностите на турската храна и пијалоци. Гастрономијата на Балканот е мешавина на многу различни култури и влијанија. На Охридското поднебје многу турски специјалитети се прифатени и се приготвуваат за разни слави и свечености. Гјозлеме, ашуре, баклава, јагмазник, сутлијаш, салеп, боза се дел од специјалитетите кои се приготвуваат или пијат во многу домаќинства. За многу специјалитети од турската гастрономија, како што се екмек пиде, арнавут цигери или мухалеби не знаеме. Додека некои јадења како што се лахмаџунот или пидето ги откриваме. За некои пак, како што е ашурето, сме слушнали и сме го вкусиле, ама не знаеме за која пригода се приготвува. Господја Шех не запознава со обичаите и ритуалите на едно турско семејство, а разговорот го почнуваме пиејќи вкусен турски чај за кој ни ги открива ритуалите во приготвувањето. Турците чајот го пијат многу често, али во секоја куќа обавезно сабајле со чај се почнува денот и се пие руски чај кој што се приготвува во специјални чајници. 2 чајници не се става директно на оган, него на пареа. И само се попарува чајот и останува на пареата да постои барем 20 минути, тек после се пие. Тоа е правото на задоволство што го дава чајот. Така захтева да би 20 на минути на таја пареа. После тоа се служит обично од сабајле во кругот на семејството. После пладне, чим дојдат гости, тогаш се припремат чај и чајот се служити со колачи, со некое пециво, со пита, со кој како имат во фамилијата и кој како сакат, така да тој чај се служи после пладне. Али најчесто после 5 сатот навечер, тоа е еден класичен ритуал на чајот. Тогаш се собират обично оние пријатели, пријателки кои што се љубители на чајот и тогаш е тој чај чак се пијат и по 5 чајови и така се вика то без чај. 5 чајови во тој период, така да чајот е многу користен меѓу турските семејства. За кафето пак, кој се смета дека е турски пијалок, Славка Шех вели дека обично се пие после ручек, а скоро сите бараат да е приготвено во старинско гезве.
Кафето се употребува, ама кафето не го употребуваат исто кога, како, кој сака, али најчесто е после пладне кафето. После ручек, чим се руча, тогаш се послужува со кафе во куќата, а по желба на луѓето во фамилијата, на семејството, може и сабајли, кога кој сака. Кафе го пијат оние што велиме ние што се малку померакли. Тие го наквет повеќе кафето, иначе по-проширено е, пораширено е чајот. Кафето се употребуват и при друга пригода, после умирање на некој член од семејството, кога доваѓаат да изразат сочувство, и тогаш се служи чај во некои куќи без шекер, некои куќи како сакаат со шекер. Има многу апарати во кои се спремат, али најмногу што го сакаат сите она старото во гежве. И сите велат какво сакаш кафе послужиме, ама дај ми кафе од гежве. И така тоа кафе е најприхватливо и најсакано и најпијано кафе. Разговорот продолжува за салепот и бозата, два вкусни напитоци, ерес малку подзаборавени. За нив е специфично нагласува господја Шех, што се пијат претежно во зима. Салепот сега се пие готов салеп. Иначе салепот го носеле од источните земји како прав. И тој се варел во тоа време и горе над салепот се ставало еден други корен, затоа што и салепот е корен, еден друг корен исиот. Тој корен дава една топлина во душата и најчесто се употребува кога е некој настинат. Со овие две заедно билки го стоплува градите и помага на разни прехлади. Салепот е источњачки напиток, на сите источни земји го употребљаваат, али многу често се употребљават и во Турција. Сега имат готов, само ќе го попари со млеко благо и готово се пие, а онај прав варен салеп како што е тоа веќе. Тој салеп исто е како прав шекер е. И се стават прво малку со водичка, се варит едно известно време и после се додават млеко. И цело време само се додават млеко и се варит со млеко салепот. На крајот, кои сакат со цимет ке го конзумират, кои сакат со исиот. Ова така да салепот обично во зимските месеци, кога се седит навечер, се варат костени, компири и боза се исто конзумират, така да тогаш е време на салепот, на пиење. Бозата све помалку и помалку лично ја прават, него сите земат веќе готова боза. Бозата е еден здрав напиток, пошто е праен од ченкарно брашно и е многу добар за организмот и за пробавата воопште на луѓето. Бозата исто почесто се конзумират и лето и зима, ама зима обично на тие седенки навечер со костени се служит и боза. Турската храна е мост помеѓу источната и медитеранската кујна.
за да ја доближиме блиската, а сепак далечна кујна, шех ќе ни помогне да дознаеме повеќе како се подготвуваат, како се комбинираат и за кои прилики се приготвуваат јадењата. Во турската кујна доминантно јадење е пилјавот, раскажува господја шех. Турската кујна е многу богата и секое семејство не прави само едно јадење, ако само за себе, него секогаш по неколку јадења има на маса. Така да масата е секогаш полна со разни јадења. Сега меѓу јадењата би одвоила, многу се користи во турската кујна да би онакви нови заедно. Пилавот се употребуваат многу. Пилав е од ориз, од пиринач, од јувки, овие што се спремат дома, па имат еден друг, онакво исто и тие се јувки, ама тие се на поспецифичен начин спремени, кускус. И тој се спремат како додаток на повеќе јадења кускус. Гледам дека и западната култура многу го користи тој кускус. Кај турците немат, турчин ако му даеш диета, само кажи му пилав да не е, ти умират. Пилав, било како пилав. Во турската кујна посебно место зазема црниот патлиџан. Од него се приготвуваат разни јадења, а од нив е најпознато имам бајалти. Едно јадење што малку подолго време сака да се спремат. Прво се сечат патлиџаните како што е на должина и се пржат во масло. После тоа се стават во некој сад да се цедит од маслото, затоа што патлиџанот многу упиват масло. И после тоа се клават на специјална една хартија да го упијат уште еднаш като маслото. И после од кога ќе го упијат, се прават месо со кромипче, да се гарнират и се редит еден ред патлиџани од црн пржен, еден ред ова само мора да се вади со многу малку маст, треба да се пржи, затоа што веќе патлиџанот има доста упијано маст. И така, и тоа све се клават во рерна. Е многу вкусно, многу убаво јадење и се прават уште на еден друг начин. Црниот патлиџан се вдлабнуваат, се отварат овака и некои го барет, али поубаво е мало да е печен црниот патлиџан, да го клаиш во рерна, да се мало запечит и после тоа се полнит исто со мелено месо и со кромит. Ова се полнит и се стават исто во рерна да се печит. Ова веќе трпи, ако сакате нешто кашкавал, нешто да додајте, али на она другото имам бајалди, не. Тоа е чисто, само тоа е ова што се гарнират со месото. Така да. Уште едно се прави без да се прават вакви работи, без месо, без ништо. Убаво се пржи тој патлиџанот. Се цедит убаво и се сервираат во долги чини со млеко кисело, така да тоа е како предјадење, како додатак на јадењето, така да е исто и тоа е многу вкусно.
песата како пред јадење се слушат и две специфични тестени јадења, како што се лахмаџунот и пидето. Тие се во врста на пити, како што ги ние онакви мекомади, како да ви кажам, тие се исто, само праени се на еден специфичен начин. Лахмаџунот е праен од многу танка кора и е гарниран со мелено месо, кое што е зачинето со доста палено, и тому дават вкус. И така се сервират после со многу македан или со салата внатре и лимон, целото понаквено со лимон, така да тоа е една као закуска, како јадење, не може, малку е како јадење да служи, како главно јадење, а пиде е една врста како пита, праена само за еден човек, исто се гарнираат внатре, сакате со кашкавал, сакате со мелено месо, сакате исто со зелено нешто, ако сакате со спанак, со празе, со што сакате, исто се прави со тоа, како за еден човек, секому посебно, така да и тоа е многу застапено во исхраната. Неизбежен дел од разговорот е и значењето на долмата. Долма е пиперка која се издлабнува, се ослободува од све што е од, семето и шишката и внатре се полни со месо мелено, малку ориз и македан и кромит. Се пржи сета таја маса и се полнат пиперките и после се ставаат во тава да се печат во рерна. Зачините се додатоци на јадењата кои ги прават повкусни. Се употребуваат ориганото, магданосот, нането, раскажува шех. Покрај зеленчукот во турската кујна се приготвуваат јадења од риба и месо, а посебно е ценето јагнешкото. Јахнија е, што се велит за чест да изваеш јахнија пред гости. Јахнија со кромиче, убаво и крчкано долго време. Таа јахнијата захтева 3-4 сати да се крчкат на тивко. И тоа е да го изваеш за каков било гости нај. Во која пригода се Па и за радост и за жалост. И кога умирет, и кога онакви се извават јахнија. И кога се раѓат деца. Посебно збор падна и за приготвувањето на ашурето.
во кое се додаваат суво грозје, смокви и јатки ореви. Како, од што и за кој верски обичај се приготвува, појаснува господја Шех. Посочува дека се подготвува за матен 11-дневниот пост на муслиманите. Се спремат ашуре. Ашурето се спремат од жито. И тоа е долг процес, малу исто подолго, не одма да се свари, да се онакви. И дел од житото се тргат настрана и се врвит малку со блендер, или со раце во низ цедилки, да остане само онај делот што е од житото што остануваат. А остатокот што е, тој го тргате настрана, тој може тако сакат семејството. Има некои семејства многу го сакат, тој се прави со сол и така и со малце запршка со путер и така се јај тоа, ама кај нас не го клават никој в уста. Се спремат тука, кај нас се прави во казан, видовте, се дават на сите комши и сите овие што идат во текено и секоја куќа спремат една вечер која куќа сакат и му носит на своите најблиски по една пајнца, тоа е како задушница. Мухамед имал една керка. На керката имала само 2 синој и двајцата синој и предскажал татко и дека едниот ќе биде отрујан, а другиот со нож ќе биде заклан. И така да едниот го отруле, а другиот како што се молел, тука со нож го заклале на местото кај што се клањал. И таа му рекла мајката, како ќе прам јас, ти веќе ми рече дека двете деца ќе онакве, кој ќе му утрина напред, што велиме, како што велиме ние на Трисагија, кој ќе му нив пејт една молитва. Не се кирај се нив, дури имат луѓе, ќе им се пејт за нив задушница и така во онакво во чест на нив е направено то ашуре. Госпоѓа Славка Шех вели, во животот се случуваат и убави и тажни работи. Напоменува дека обичај кај муслиманите после извршување на обредниот чин, закоп е да се послужи алва и јагмазник. Како прво исто по мирачка, заедно со јагмазникот одма се служити алва. Така велат да ти јадам алвата, да ме кој ќе умриш да ти јадам алвата, многу лошо. И кој ќе одиш на сочувство, сега веќе тоа го извадоја она, со оние криглине што се за сладолед, по едно парче такво од таја алвата, клавет во едно пањче, имат едно специјално една пита, јагмазник се викат. Јагмазникот се прави само од млеко, маст и брашно. Е многу вкусно, ама многу е моќно и одма притисокот летат. Сите сакат, а сите се плашат. Секој сакат полкучка да пробат, ама да не јадит. Јагмазник се служи обично кога да умрет некој. Прво е тоа кога ќе дојдет од гробишта да се молет, само што мажите седет и то се служи во секоја куќа, јагмазник. А иначе и за раѓање, и за свадба, и за све пак се служи јагмазник, али ова е вака при вакви
пригоди. Раванијата, шеќерпарето, кадаифот, тулумбите се само дел од сладките кои се приготвуваат, но не за чест како што вели господја Шех, туку во секојдневието. Во пирамидата на сладки врвот и припаѓа на баклавата. Ама во денешниве услови веќе нема место за татлијата. Никој не јади на Бајрам, така е, носиме тепсијата, така е враќаме. Ајде да направиме адето, денеска е денов. Не, јас не сакам. Se е многу работите. Порано и можеа поиќе да јадат луѓето, сега не. Сега ова имат шекер, ова имат притисок, шекер, притисок. Сите се вардат. Како се прави баклавата и која е разликата помеѓу баклавата и ѓозлемето, ни појаснува и Ѓухер Ибраим, вешта во сучење на кори, која со леснотија ги подготвува и баклавите и ѓозлемето. Баклавата, например, 50-55 губи во голема тепсија се редит и средина се оревите. И кога ќе се заврши, то е сечам код звезда, после тоа се печи 2 сати баклавата. Ова, 20 минути се печи. Полесно, да. И овде имат само 8 губи, зашто овие сите кориве се по 2 губи. Така, по 2 се сучат, редиш со марс, уште еднаш ќе го прехвалиш, оревите и го вртиш ко колбурек ние што го велиме, се печит и малку, шербетот малку да остини и благото и го попрвиш и така. Пантареј, се тече се семенува. Денес семенуваат навиките и обичаите во сите семејства. Современиот начин на живење пропратено со брзото темпо на живот ги ограничува младите домакинки да ја следат традицијата и тие бараат по практични начини за приготвување храна. Специјалитетите се прават само еднаш или 2 пати во годината, заклучува господја Шех.